И измаза 7 црвенкапи и 3 снежани. Јас ги заборавив. Меѓутоа, сега ќе ви ја кажам новогодишната бајка, што не ви ја кажала ни вашата родена мајка. Пред неколку дена шетајќи по улица, сретнав едно дете. Беше многу драго, беше многу мило, но беше тажно. За веселиот Дедо Мраз е многу важно ни едно дете не смее да биде тажно, па го прашам. Зошто си тажно, детеле моје мило? Тоа мене ми вели не е важно. Ма како не е важно? Зарем дете треба да биде тажно? Па му велам, сигурно не си го добил подарокот што ти го испратив. Истиот час тоа дете ми рече на сиот негов глас. Оваа година весел Дедо Мразо, јас не сакам подарок за мене, туку за мама и тато. Се зачуди. Како е можно дете да не сака подарок за него, туку за мама и тато? Па му велам, сигурно сгрешил нешто. А зошто за мама и тато? Па твоите родители имаат многу пари, може да го купат најдобриот подарок што го сакаат. Што е тоа што не може да си купат? Тоа дете истиот час ми рече на сиот глас. Да, весел Дедо Мразо, тие имаат навистина многу пари. Меѓутоа, немаат доволно пари да си купат време да ми го посветат мене. Дури тогаш сватив јас веселиот Дедо Мраз. Зарем е можно? Зарем е можно родителот да нема време да ти го посвети тебе, на сите нас, на сите вас? Да играме, да пееме, да се смееме и да се веселиме. И тогаш сватив дека најскапоцениот подарок што родителот ќе го даде на детето е времето. Времето посветено на сите вас и нас. И затоа јас не сум обичниот Дедо Мраз. Јас сум повеселиот и највеселиот Дедо Мраз. Одам кај највеселите дечиња, кога дечињата се весели и среќни, нивните родители се уште посреќни, а јас летам од радост и се гордеам со сите вас. И така, чучулигата летна на керамидата. Керамидата падна и се скрши и тука бајката заврши. Чича, мича, готова прича. Ве поздравувам јас веселиот Дедо Мраз. А сега, општенародна веселба. Која ќе ја игреме? Среде? Ај море, патушката. Бегаме, ја не знам среде соба, патушката ќе ја играме. Ајде да изиграме.